Синдикатите во државава децидни во своите барања. Предупредувачки штрајк најавија и вработените во судовите, министерствата, државните управи и агенции. Вработените во четврток и петок ќе бидат на своите работни места, но од 10 до 12 часот нема да работат. Револтот доаѓа откако власта не ги слушнала нивните барања за линеарно покачување во согласност со минималната плата од околу 2800 денари, како и тоа дека 95% од вработените во правосудството и управата земале плата под минималецот, а останатите биле со грешна пресметка. Според Дејановски, неразбирливо е како државата свесно го крши законот кој го донела и како пример го посочи огласот военно министерство за референт за кое е предвидена плата од 14.000 денари. Повторно, вработените во управата и правосудството остануваат единствените вработени во државата со плата под минималната плата. Ваквата состојба единствено допринесе незадоволството кај вработените уште повеќе да порасне и да се зголемат барањата, прекинот на работниот процес кој е предвиден за 7 и 8 април да продолжи во наредните денови и недели. Во генерален штрајк на 14 месецов ќе стапат и вработените во Македонска пошта по 3 пропаднати обиди за линеарно покачување на нето платите од 3000 денари. Вработените бараат целосна систематизација на работните места, како и обезбедување на неопходни средства и услови за работа. Како што беше посочено, во Македонски пошта имало вработени кои воопшто не доаѓале на работа, а за тоа земале плата. Штрајкот ќе трае се додека не се исполнат барањата, освен за неопходните активности. Јасно кажува во членот 8 дека скалесто треба да се согласат тие плати. За да нема дополнителен финансиски импакт во предпријатието АД Пошта, ние се согласивме за линеарно зголемување на платите од 3000 денара. И за тоа јасно и гласно и јавно го повикувам директорот Јани Макрадули, она што беше дотирано од страна на тој состанок кој беше одржан на 15.10.2021 година, доследно да го испочитува. Во меѓувреме одржавме и средба која беше одржана заедно со вице-премиерот за економски прашања господин Фатмир Битики, управниот одбор и синдикалните организации, се со цел за реализација на нашето барање, определивме и договоривме рок во 7 дена да се даде одговор на нашите барања, но по истекот на рокот ниту добивме одговор, ниту бевме повикани на повторна средба. Се поизвестно е дека идната недела на 11 април во штрајк ќе стапат и просветните работници, откако пропадна и вториот двочасовен обид за преговори меѓу СОНК и власта. Првиот човек на СОНК, Јаким Неделков, изрази разочарување за тоа што се уште нема решение и кажа дека власта не го сваќа сериозно предупредувањето за генерален штрајк. Надлежните досега само повикуваат на разговори кои се одвиваат зад затворени врати, но во исто време упатуваат и закани до вработените во градинките и училиштата дека ќе им бидат најдени замени.